Ансамблот за изворни песни и ора Мугри, кој работи во состав на Националната установа Центар за култура Бели Мугри од Кочани, изминативе месец дена настапуваше на неколку фестивали и освои престижни награди. На денешната пресконференција, раководителот на ансамблот Драги Атанасов ги презентираше резултатите постигнати на фестивалите во Кюстендил, Република Бугарија и во Долнени кај Прилеп. Ние функционираме околу 3 години негде, од кои 2 години функционираме при изучување на народните инструменти, на млади членови, иако имаме состав на возрастни изведувачи на народни инструменти, кои подолги години обстоиме и сме при потребите на Домот на културата. На фестивалот прошлиот месец во Долнени, Прилепско, бевме поканети и изедовме учество со младите членови на фолклорниот ансамбл, од кој настапивме со 2 изведби и освоивме 3 награди. Значи, освоивме соло изведба, освоивме групна изведба, 2 соло и 1 групна изведба. Исто на фестивалот во Република Бугарија во Кюстендил бевме поканети на еден тродневен, да кажам, еден одличен фестивал кој знаат они тоа добро да го организират кога се работи за фолклорните изведби, кои бевме изненадени, да бидам искрен, зедовме 2 награди. Едната да учеството што беше, а другата зедовме на фолклорниот ансамбл, зедовме прво место. Значи не застануваме тука, продолжуваме, ги имаме програмата више испланирано и ја работиме за наредните активности. Постојано се менува бројот на членови, значи имаме отворен упис, нели тука секој работен може да се прива заинтересирани кој, значи добро е во ова време кога имаме појава на запишување на млади членови. Директорот на Националната установа Центар за култура Бели Мугри од Кочани, Коце Стојменов, истакна дека до крајот на годината овој ансамбл го очекуваат настапи на неколку домашни и странски фестивали, а во тек е возобновување на соработката со Нова Варош од Србија и Цетиње Црнагора за размена и гостување на ансамбли. На денешната пресконференција членовите на оркестарот Мугри, новинарите ги почестија со една музичка numera, наградена на фестивалите во Кюстендил и Прилеп.